Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Добар ден, драги слушатели и слушателки на Радио Слободна Македонија, радио кој емитува Убоја. Повторно сте во Квинтесенција со мене, Ацо Станковски, вашиот уредник и водител на оваа емисија, но исто така и со моите прекрасни соработници. Тука е Никола Јовановиќ и Дине Вучков, како дежурни офисери на овој брод кој плови, нели, по бескрајните космички мориња и се бори против сите видови на зло. Исто како и овој народ што се собира овде пред владата на Република Македонија и пред нашето радио. Секој понеделник ги гледам овие прекрасни луѓе како се собираат, загрижени за сопствената татковина и решени да одат до крај, решени да не допуштат разни малверзатори на меѓународната и домашната сцена да го истераат оној концепт што веќе подолго време, поточно 2,5, можеби и 3 години го прават, а ако бидеме постудиозни ќе видиме дека тоа нивно сплеткарење може да оди дури цели 10 или 20 години наназад, затоа што оваа држава на некој начин, уште како новороденче, имаше огромни проблеми, беше непризнаена како некаков тип на вонбрачно дете, како копиле, и едноставно тој однос остана до ден денес, но копилето стана полно возрастно, израсна, се претвори во силно суштество кое едноставно нема да допушти повеќе да се поигруваат со него и решено е да си ја земе судбината во своји раце како личност која е еднаква пред космичките сили и пред Бога и како такво нема да допушти повеќе разноразни мешетари, криминалци и гусари да го преобликуваат и да го коваат до подземје и приземје и да го едноставно претворат во некаква прашина која ќе изветрее на првиот ветар. Токму затоа сите овие луѓе, овие македонци и други етнички групации кои подеднакво имаат право да обстојуваат, да живеат, да работат и да создаваат во оваа мала државичка, се собираат за да го спасат она што е загрозено од сите овие структури. Од друга страна, па денеска е денот на театарот. Тоа е една доблесна ситуација која треба да се прослави. Всушност, самиот театар е една интроспекција на општеството. Сите рани дела уште во антиката се настанати како еден вид рекапитулација на општествените и психолошките односи во една заедница, и кога ќе ги читате делата и трагични, значи драмски комедии од старите автори, ќе видите дека политичкото е вмрежено во тој систем длабоко и токму веројатно самиот театар е еден вид на една поетична обсервација на самите политички односи во општеството. Нормално, тие се преточени во лични судбини, но во секој случај одразуваат една метафоричност во однос на собитијата кои се случуваат. Затоа овие луѓе во контекст на тој светски театар, ако сакате политички театар, се собираат тука и едноставно влегуваат во една чудесна авантура која всушност треба да ја заштити Републиката од сите овие напади кои зачестија, а тие зачестија пак по некоја индукција која се случува на светско ниво. Ние гледаме дека и во Русија имаше некакви демонстрации, но овој пат предизвикани од групацијата на Сорос. Таму секако руската полиција делуваше промптно
и екзекутивно до крај, така што испоапсени се огромен број демонстранти заедно со Навални и секако ќе се види од кај дошле сите тие инспирации и пари. Никој не е безбеден против шпиунската мрежа која рептилите имаат организирана на планетата. Еден од тие највидни рептили е секако Сорос, но има и пуно невидливи кои работат, кои шуруваат, кои подплаќаат, кои корумпираат и конечно со своите ужасни пропаганди се обидуваат да создадат една нова хипноза која повторно би ги вратила in medias res, но мислам дека тоа некако не е возможно. Малце се израдува поради победата на Рут во Холандија и поразот на Вилдерс, но од друга страна па десните сили избија во прв план, а секако Рут не може да направи никаква влада доколку не коалицира со неколку десни партии кои едноставно веќе почнуваат да спроведуваат десничарски, да не кажам прилично оштри и ригидни агенди во однос на нивниот главен проблем, а тоа е исламизмот кој се појавува кај нив на еден многу силен начин со сите овие терористички напади кои се случуваат скоро секоја недела, кои стануваат све почести и почести и водат во една чудна ситуација која е прилично вознемирувачка, која пак сугерира на поновување можеби на некои сегменти од историјата. Тука секако би се осврнал на развитокот и ерупцијата на нацизмот кој се случи 30-тите, тогаш главно обвинети беа евреите, поради X причини, нели, пред се поради нивното влијание на економијата, упропастување на Вајмарската република преку нивниот банкарски и индустријски системи, но исто така би рекол дека тука имаше исто така една страутна пропаганда која се однесуваше на некои собитија која се случувале од минатото, некои исто така трансформирани референции од Светото писмо околу предавството Исусово, кое едноставно изгенерира еден одиум кој стана општо национален одиум. И понајвеќе, предпоставам, поради нивното огромно присуство, но и круцијалното влијание преку Карл Маркс и одредени други идеолози на комунизмот, токму во тие структури, во левичарските структури, во кај социјалдемократите, кои му беа главна конкуренција на Адолф Хитлер и на национал-социјалистичката работничка германска партија, кои едноставно ги искористија сите тие ситуации и за царија. Иако тој не беше апсолутен победник, току успеа да стане канцелар со коалицирање. Како и да е, ситуацијата во Европа е во голема мера слична. Десницата и неофашистите и неонацистите стануваат све појаки, неолибералистите се слаби, немоćни, истоштени, дискредитирани поради корупциите и нивните, би ги нарекол, неспособни, недоветни политики, и тоа е таа ситуација, тоа е едноставно самата историја како таква, која е всушност еден вид, нели, теза, антитеза и синтеза, која всушност цело време асоцира на оној диалектички принцип, каде што конфликтноста или борбата е цело време присутна, и до сега во историјата никогаш не сме имале некоја состојба на неконфликтност за подолг период, да не зборам за апсолутна неконфликтност, иако имале периоди на мир во одредени региони, но од друга страна пак како контрапункт на сето тоа имало и војни кои биле страотни, а кои се одвивале на други меридијани, како например кога кај нас цветаше економијата во 60-тите, да речеме, во бившата СФРЈ, негде во Азија, тамо во Индокина се водеше страотна војна, која беше всушност војна предизвикана уште со кореанскиот конфликт и се пренесе на Виетнам,
на Камбоџа и Лаос како засегнати делови, како гранични зони на тој голем конфликт кој однесе се предпоставува помеѓу 2,5 и 3 милиона виетнамски животи и некаде 53.000 американски животи кои беа ангажирани во таа војна и исто така статистички тоа е една сурова војна каде што Виетнам беше перманентно бомбардиран сите тие години и статистиките покажаа дека врз Виетнам беа фрлени повеќе бомби од страна на американската војска отколку што беа фрлени врз Третиот рајх и врз империјална Јапонија за време на Втората светска војна. Значи имало војни кои исто така биле од многу висок интензитет, но едноставно тие се во некаква сенка на големите конфликти или на светските војни кои се случија на тлото на Европа. И тоа првата од 14 до 18 минатиот век, а втората секако најголемата војна до сега во историјата на човештвото, каде што погинаа преку 55 милиони луѓе, е Втората светска војна која одеше од 39 до 45 година. Сега сите посериозни аналитичари зборат за можност од нова војна и посебно нивната теза беше воспоставена во смисол дека доколку неолибералите начело со Хилари Клинтон победеа, веќе ќе бевме во војна, но вака со Трамп United States of America ги редефинира своите политики, завзема далеку помеки ставови во однос на некои собитија и можеби ќе се случи некакво помирување. Гледаме Рек Тилерсон отиде во Кина, оние најави дека Трамп ќе воведе посебни санкции, посебни големи даноци на кинеските производи, веројатно ќе оди по вода, затоа што средбата помеѓу Кси и Рекс беше навистина прекрасна, со многу љубов и многу взаимни комплименти, што значи дека сето тоа е ставено под тепих и веројатно дека Кина и Америка нашле некои своји заеднички платформи на кои би соработувале, што значи дека една опасност која е на Пацификот и која требаше да резултира со воен конфликт од високи размери, полека се става во некои питоми зони, во зони на статус кво и на преиспитување на одредени модалитети кои би можеле да бидат применети на таа трговија помеѓу Америка и Кина, која предпоставуваме е најголемата трговска размена во светот денеска, затоа што се работи за првата и втората економија. Всушност, ние денеска не знаеме која е прва и втора, меѓутоа тие се тука негде. Предпоставките се негде дека до 24 година Кина ќе стане прва економија, визави нејзините стапки на развиток, но како и да е, тие два гиганта седнаа на маса и од тоа седнување произлегоа некои помирливи тонови. Се очекува истото тоа да се случи со Руската Федерација при средбата, која ќе се случи помеѓу господинот Доналд Трамп и господинот Владимир Путин. И тоа е веќе една ситуација која може да обезбеди помирни собитија. Од друга страна, Трамп веќе не соработува со Исламската држава, така да Исламската држава е веќе во зона на тотално распагање и на тотално уништување. Останува само рака. Има некои притужби, да речеме, според тоа како американците, тоест ирачките сили подпомагнати од американски советници и експерти делува во Мосул, истите тие приказки кои беа и за Алепо, но тоа е тоа, војната е сурова, цивилните жртви се огромни, Исламската република често пати ги користи цивилите како жив штит. Тоа го видовме исто и тука, кога имаше војна помеѓу СР Југославија и Косово, значи тие методи се прилично блиски до одредени исламистички структури кои едноставно немаат никакви етички принципи во својата борба. Тоа исто така може да се види во култот кон самоубиство, значи херојско самоубиство, при кое
војникот на исламската држава би се жртвувал себе си, но исто така би однел со себе во небиднина што е можно повеќе луѓе и се понови и понови начини на делување, начини кои се прилично подмолни и многу тешки за превенција се на репертоарот на исламската држава на тлото на Европа, но исто така и во тие зони каде што таа оперира, значи на Блискиот Исток и во Централна Азија, но и во Северна Африка. Во секој случај, ова се многу чудни, немирни, парадоксални времиња во кои времиња доаѓа до еден реален конфликт помеѓу две структури. Едната е глобализацијската структура, предводена од атлантистите, а другата е евроазискиот концепт, предводен од сите оние сили кои се спротивставуваат на глобализмот и кои се по природа антиглобалистички, кои сакаат на некој начин традицијата да остане, да се развива, да не биде искоренета под налетот на мултинационалните компании и тие транснационални идеологии кои ги видовме како овде пропаднатата и претворена во кодошка организација левица заедно со соросоидните структури, а тера, иако нивната работа, освен во тој политички домеин, беше навистина мизерна. Посебно на планот на културата, беа навистина мизерни, посебно од 2006-2007 навака, посебно од 2010 навака, како да едноставно ги изгубија сите своји идеи, се политизира и стана гласноговорници на една пропадната неолибералистичка опција, исполитизирани со шарената револуција која беше мизерна. Тоа сега го гледаме кога имаме вистинска народна револуција, тоа не е ни револуција затоа што никој не фати оружје, меѓутоа едноставно таа маса на луѓе, на незадоволни луѓе, тоа огромно мноштво на незадоволни луѓе продуцира една страотна вибрација, една силна вибрација која ниеден интелигентен политичар не би требало да ја пренебрегне, зашто со такво нешто ја става својата глава под ризик. Зашто овој народ, колку и да е питом, колку и да е пристоен и дисциплиниран, сепак во еден дефект е собран поради една цел и таа цел тој народ ќе оствари. Тоа нема да биде нешто што нема да биде остварено. А сега, драги слушатели, малце реклами, една музичка numera, додека надвор пред радиото се собираат овие прекрасни македонски граѓани кои никогаш нема да дозволат нивната држава да биде монета за подкусурување. Повеќе никогаш. Квинтесенција со Ацо Станковски. Тоа што пред повеќе од 100 години го пишуваше Освалд Шпенглер и Фридрих Ницше, сега полека се остварува. Декадентната западна цивилизација е пред тотално уривање и колапс. На повидок е нова структура, која цивилизацијски ќе го предводи светот во наредните децении или векови. Ќе видиме како тоа све ќе биде уредено од космичките сили, но едноставно Евразија се наметнува со својата огромност, со своите капацитети и се повеќе и повеќе со својата технолошка супериорност, економска и воена супериорност. Тоа значи дека ќе видиме како пропаѓа Западот. Ние ќе видиме веројатно првата генерација која ќе гледа како Европската унија се растура, како Западот пропаѓа и како сите оние угнетени и понижени структури на планетава ќе си го добијат она за што се борат веќе неколку века против колониализмот, против империализмот и против сите облици на тоталитаризми кои им беа сервирани на еден многу суптилен и подмолен начин, едноставно за да ги упропастат тие општества. А кога ќе ги упропастат тие општества, доваѓаат како некакви лишинари да ги дојадат, да ги доуништат. Тоа е она што ги прави така одвратни во моите очи и во очите на сите антиглобалисти, и затоа таа структура треба да биде едноставно поништена. Ние не можеме веќе да веруваме дека ќе се случи нешто добро. Ние имаме едно огромно искуство со нив
25 годишно искуство, а може би и она рушење на СФРЈ е исто така подготнувано од сите тие структури, налет домашниот национализам, шовинизам и редентизам, кој беше добро контролиран за време на 40-те години на постоењето на СФРЈ. Меѓутоа, одеднаш, после Титовото, нели, одење во Божјата држава или во пеколот, кој ќе го знае кај отиден, во секој случај, после тоа почна едно подрушување, едно подгребнување, подринување на таа конструкција која едноставно беше производ на една страшна крвава војна, на Втората светска војна, а првото издание во облик на Краљевина Срба, Хрвата и Словенеца беше всушност производ на Првата светска војна, или иако подготовките беа уште во времето на романтизмот, значи првата половина на 19 век, кога се појави така наречениот Илирски покрет, во кој учествуваа сите големи интелектуалци, хрвати, срби, словенци, понекој бугарин и македонец, црногорци и така натака, босанци, кои едноставно се бореа за едно собирање на југословенските, на јужнословенските народи во една држава. Тука требаше исто и Бугарија да влезе, но поради одредени политички драпаници тоа беше исклучено. Исто така и по Втората светска војна имаше некои договори помеѓу Тито и Ѓорги Димитров, но и тоа беше на некој начин оспорено, дали поради Титовите шурувања со кралицата, тоа е со британците и со Западот, или поради тоа што Сталин не сакаше да види некоја поголема и помоćна држава на Балканот. Тоа се прашања кои уште треба да се обработуваат и да се анализираат. Во секој случај, историјата е преполна со темни зони кои треба да се испитуваат и преиспитуваат. Но за нас 20 век беше ужасен. Иако добивме држава, имавме едно спокојствие каде што би ја развивале нашата култура и нашата државност на нивоа кои беа сепак до некаде контролирани, но и при крај на 20 век добивме една независна и суверена држава, но маките туку што започна, гледајќи како е тоа слаба држава и како е мала држава, сите тие ргна, наши вековни непријатели ргна да уништат, да ја уште, што се вика, како новороденче. Но дали по Божја милост или тоа што имавме сепак некои пријатели кои чиј збор имаше тежина во светската политика, успеавме на некој начин да се ископрцаме од таа бездна. Меѓутоа, исто така може да се каже дека не чуваа како еден вид десерт за крајот, и кога дојде нели крајот, да го изедат десертот наречен Македонија, одеднаш им се скршија забите од некој тврд камен, а тоа едноставно папсаа, се истроши нивната енергија, нивната сила на убедување и стана на некој начин мизерни, грди, гротескни и карикатурални, го изгубија авторитетот и сега едноставно висат на гранка и треба само да се соберат сите тие партали и да се претворат во нешто корисно, да речеме во некој тип туршија која не би се јадела поради токсичноста, поради таа злоба што нели произведува отрови. Туку едноставно би можеле како гигантски тегли да се постават во некој музеј и во некој историски музеј, за да гледаме всушност какви монструми биле сите тие што управува со сите овие години. Да не кажувам за тоа како овие 30 на години беа систематски уништувани цели цивилизации од таа арогантна структура која мислеше дека ќе владее 1000 години, како што Хитлер предвидуваше нели за својот Трет рајх. Едноставно големите романтични ситуации се заразни, така да веројатно самите неолиберали во потрага по нови предизвици од како комунизмот падна, а целата левица се претвори во кодошана, и можеле да кажеме дека се инспирира од нацизмот, од таа длабока, страотна мистика, тој култ кон тевтонските витези, боговите, Иберменшот, кон таа сила нели на тој страотен порив кон одмазда
што тавтонскиот човек сакаше да ја превземе кон другите кои наводно го мачеле и не му дозволувал да биде визави својата супериорност владетел на светот. Но сите тие нешта пропагаат како што и се раѓаат спектакуларно, пропагаат исто така спектакуларно и никој тука не може затоа што едноставно силата на кармичките принципи, на космичките закони е таква што не допушта едно зло дејствие да иде до бескрај, туку после извесен период на окрупнување и отежнување, тоа едноставно се излива врз продуцентот на тоа зло и така се остварува онаа поетска правдина која сите ние ја присакуваме и која секогаш се случува според Божја замисла, затоа што злото не може да издржи повеќе од колку што е неговата илузорна конструкција спремна да издржи, а таа секако нема многу да издржи, затоа што злото во себе го нема усудот на вечноста, на бескрајноста и на огромните потенцијали што самото добро го има како такво, кое е првичниот принцип, нели, на самото постоење и самата генеза на космичките афери и состојби. Денеска веќе ние гледаме како луѓето се охрабрени, уште пред подолго време они го отфрлија тој страв, тие закани, тие плашења што меѓународната им ги сервираше, а тие со децении го голтаа. Денеска веќе тоа е едноставно вон секаква функција. Луѓето се охрабрени, тие имаат сила, тие не се веќе зависни од авторитетот на светските злобници и бившите владетели, и тоа се гледа не само во Македонија, туку и во многу други делови од светот. Еве и во Албанија има и демонстрации кои ќе го симнат Еди Рама. Истото се случува и во Романија. Значи сите овие соросоидни инсталации, неолиберални конструкции пропагаат. Некаде сепак ќе се додржат, како например Бојко Борисов, кој е па нерелевантен и амбивалентен играч. Ние не знаеме што може да се случи со тој бивш телохранител. Но ако русите го фатат малце и му ги истегнат ушите, тој ќе биде исто така послушно магаре како и сите други гадови кои едноставно решиле, нели, да се бават со политика, а немаат доволно капацитети за тоа. Меѓутоа политиката, исто како и театарот, е една отворена форма во која секакви идиоти и кловнови може да влезат, но како ќе излезат, тоа е посебно прашање. Таа драма за нивното излегување од сите тие злобни, прилично подмолни форми на дејствување ќе ја гледаме сигурно во наредниве денови, затоа што верувам дека полека, но сигурно овие луѓе веќе сакаат да го зададат коночниот удар и да ја пресечат главата на змијата, нели? Тоа се трите балистички партии плюс СДСМ, кои во овие години испадна не само подмолни играчи, туку и непринципиелни играчи кои удираа ниско, кои се служеа со најодвратни механизми на политичко дејствување. Сега на тоа му доаѓа крај, тие се ужасно исплашени, зашто овој народ може у секое време да влезе во било која институција кај што они ординираат и да ги фати за шија или за уши на клоци да ги isfрли надвор, со што ќе биде веќе дерогирана таа платформа која оние имаат како еден вид амалгам политички, и тоа ќе биде крај на една структура и веројатно после тоа ќе бидат неминовни нови избори. Затоа им е подобро да останат колку толку подостоинствени, а можеби нема да претрпат таков гигантски пораз ако сето тоа биде направено со консензус и ако тие не даваат отпор на оваа ултимативна цел на овој народ, да се излезе на избори без подмолни игри, без вадење на адути од ракавот, нели, оние покерашки, коцкарски интриги. Едноставно сака да види една чиста ситуација каде што
ќе се појави таа албанска платформа, тиранска платформа, нели, на изборите и ќе видиме кој како ќе пројде при сето тоа. Сигурно има гадови пуно во секој народ кои би ја продале верата за вечера и такви видовме дека има доста. Им беше исто така укажано во предизборието, но тие ргна заведени од тие виртуелни 500 евра плата, кои секако се чиста балалајка, но со оглед на тоа што навистина еден огромен број од луѓето се прилично необразовани во Македонија, мислам политички необразовани, тие се можеби фах идиоти или остручени за своите професии, но никако не гледам една темелна политичка и општествена образованост кај овие луѓе и веројатно повлечени од тие лукративни мамки влегоа и гласа за СДСМ, но тоа беше една катастрофална грешка која скапо ќе ја плаќаат сега, посебно што се конфронтира со македонскиот народ, а верувам дека има и доста покајници кои се чувствуваат изневерено и предадено од самите структури на СДСМ и од господинот Заев и раководството на СДСМ, кои безочно лажеа цело време. Кога беше нели прашан за федерализација, тој викаше нема федерализација, ќе има конфискација. Се нема конфискација, има обид за федерализација, но народот е тука и тој нема да му прости и тој народ е тука за да го оконча сето ова, цела оваа политичка агонија во еден момент со еден ресентен и јак удар, куп де грас, што викаат французите, кои директно ќе го погоди монструмот од срце и ќе го ликвидира на лице место. Така да сите тие балонести кариери кои они ги сонуваат ќе бидат ставени на ѓубриштето на историјата. Народот е свесен, овој народ полека но сигурно се освестува. Тој е свесен за огромните жртви кои многуте македонски херои ги дадоа за оваа држава да се воспостави као таква. И сега на никој нема да му дозволи, посебно на тие три семкарски банди заедно со најголемите кратци во историјата на Македонија СДСМ, да се остварува таа сатанска, би рекол, инфернална платформа при која македонскиот народ, а и другите етницитети во македонската држава би требало да остават, да бидат оставени како храна на зверовите, тоест да бидат уништени, да биде уништен нивниот идентитет, нивната конзистентност државна и општествена и едноставно тоа да биде почеток на едно ново прекројување на регионот, кое би создало, да речеме, одреден број на големи држави. Тоа се заговараше, например, правење на голема Хрватска со делбата на Босна, голема Србија исто со припојување на Република Српска и евентуално Црна Гора кон Србија и конечно Македонија, каде што би се реализирала нели голема Албанија за сметка на Македонија, за сметка на Србија и за сметка на Црна Гора, а во енд ефект веројатно и за сметка на Еленската република. Како и да е, овие народи се веќе освестени. Посебна незграпна ситуација беше дел од платформата каде што се збори за геноцидот што бил направен врз албанците, колку што се сеќаваме, балистичките и качачките банди вршеа перманентен геноцид врз овие простори, посебно кон православното население, но веројатно таа дрскост која произлезе од сапортирањето, без поговорното сапортирање на тој концепт на голема Албанија што бившата администрација на USA ја тераше, доведе до едно такво монструозно испоколичување на историјата на овој неверојатен тип на дрскост комбинирана со глупост и несмасност, да биде наметнувана, значи целиот народ да биде силувана, веројатно и неколку народи во околината. Но сега сите тие мастермајндови се исфрлени од игра, иако се уште се држат и прават се за да се вратат на власт, дури и предвидуваат некакви uprisings against Mr. Donald Trump, една сирота средновечна жена сенаторка од Калифорнија
Токму и дури се издаде, кажувајќи дека во јуни ќе бидат организирани огромни демонстрации, секако тука Сорос ќе биде еден од финансиерите, но тука ги има и други кои не се така истакнати, но се секако дел од оваа мрежа, од овој комплот. Во секој случај, ова што ние го правиме коинцидира со тоа што се случува на светската сцена. Значи, исто така има голема борба помеѓу оние кои заговараат еден друг тип на политика и овие стари структури кои корумпирани, би рекол, структури, дури крајно нехумани структури, тоа го видовме од нивните безбројни интервенции и нивните политики, кои едноставно не сакаат да се повлечат, но ќе мора да се повлечат. Исто така видовме колку се нејаки и мизерни при посетата на господинот Хан минатиот вторник, кога доживеа едно тешко фиаско. Странските медиуми пишуваат како си ги скршил забите во Македонија, што до сега немало таков случај, што значи дека Македонија е еден вид на лидер, што се однесува до оваа, да ја наречам, револуција антиглобалистичка, која е уперена против сите овие рептилоидни, соросоидни, неолибералистички структури. А сега уште еден мал тајминг за реклами и една музичка номера, па се враќаме назад, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, во оваа квинтесенција. Квинтесенција со Ацо Станковски. Во пресретот на големиот клеш кој ќе се случи помеѓу силите на злото и силите на доброто на светско ниво, Македонија и нејзиниот бунт граѓански е вистинска авангарда. Затоа сите треба да се вклучиме во оваа праведна борба за дерогирање и отстранување на сите тие чудесни отровни субстанции кои влегуваат во македонскиот политички систем, а кои се нарачани и добро платени од страна на човекомразците на светската и локалната политика, на сите оние безглави суштества кои едноставно мислат само на својот стомак и на својот анус. Се работи за посебна категорија на луѓе кои немаат никаков карактер, нити нешто во себе доблесно, туку едноставно мислат само на материјални добра и на лукративност. И нив ги знаеме, веќе ги гледаме долго време тука, сме ги гледали во минатиот систем. Но сега тие се сите извадени на површина и се всушност ставени на тапет. Народот си доаѓа по своето и прашање на време кога ќе оконча оваа шарада, а ќе оконча со еден, како што реков, ресентен удар in medias res, тоест во главата на мастермајндот. Таа е веќе завиткана во завои и наскоро ќе се гипсира, а потоа ќе се однесе у Вашингтон ДС, каде што ќе оди на издржување на подолг затвор во некој од локалните state penitentiaries. Во секој случај, ова е еден зрак на светлост на крајот тунелот, се надевам дека тоа не е од возот, нели? Туку дека е всушност од светлоста на денот. Како и да е, ние веќе не можеме да трпиме вакви неправди, вакви глупости, вакви лажги и вакви подмолности, затоа овој честољубив, достоен и доблесен народ тргна, нели, кон сите оние институции кои треба да го представуваат него, а одамна веќе не го представуваат, туку работат по налог на најголемите непријатели на оваа држава. Како и да е, веќе гледам дека во известно време ќе му биде ставен крај на сето тоа. Доволно е да речеме 1000 луѓе да влезат во собрание и да го блокираат, а потоа да прогласат крај на овој состав и да иницираат нови избори. Од другата страна, нема веќе капацитети, тие ги видовме нивните капацитети по повод шарената револуција која беше минорна и покрај таа огромна агресивност, видовме дека и во најголемиот дел на нивната јарост, кога навистина се обидоа на два пати да се соберат во најголемо можно
нели мноштво во бројност беа мизерни, беа дупло помали од колку што беа најмалите собери на овие протести за заедничка Македонија. Тука они веќе гледаат дека се слаби, дека немаат поддршка, исто така ќе се соочат со огромен број изборни нерегуларности и со својот изборен инженеринг кој беше правен на ниво на тајните служби заедно со албанската мафија и со други мафијашки структури. Тие мафијашки структури сега забрзано се апсат и веројатно сите тие структури ќе останат како генерали без војска, потоа ќе биде лесно да се соберат. Прво ќе биде показател за тоа изборите што ќе се десат и кои се неминовни, затоа што народот ги бара и ќе видиме всушност како реално стојат на теренот, а потоа ќе бидат нормално воведени во правниот систем, во правосудниот систем и ќе бидат ставени тамо кај што и треба да бидат ставени. Потоа ќе се направи попис и конечно ќе се среди целиот конструкт на оваа држава. Но до тогаш треба да се има сила, храброст, упорност и вистинољубивост, како и голема доза на патриотизам, зашто ова се круцијални времиња за тоа како ќе биде дизајнирана оваа држава во следните години или децении, а може би векови, зависи од тоа што ќе се случи на планетарен план. Во секој случај Македонија е сега топ дестинација за сите оние заинтересирани за политичките процеси кои излегуваат вон рамките на националното и стануваат на некој начин универзални, регионални, па дури и планетарни. Како и да е, македонскиот народ си ја зема судбината во своји раце и мислам дека овој пат нема да ја испушти за играта на стаклените перли, што вика Херман Хесе. Како и да е, драги слушатели, ова беше Квинтесенција со вашиот водител и уредник Ацо Станковски. Мои соработници беа денеска Никола Јовановиќ и Дине Вучков. Ова е, значи, 27.3.2017 година. Ви посакувам Радио Трговско друштво Слободна Македонија. Ви посакувам убави моменти, убава вечер и нека правдината, доблеста и храброста го овенчаат овој народ, оваа генерација македонци и македонки кои станаа да си ја заштитат својата држава и повеќе никогаш да не робуваат во својата историја. Ви благодарам и до слушање. Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата.